Винарска визба Лазар конкурираше и доби проект за реконструкција на сместувачки капацитети, ресторан и партерно уредување на угостителскиот објект. Се изградени 7 соби за сместување, ресторан, летна бавча и партерно е уреден објектот. Целата на нашата инвестиција беше да ја зголемиме туристичката понуда во регионот. Во рамките на проектот за локална и регионална конкурентност имавме можност да поддржиме една од винариите во овие краишта, во Тиквеш и околината, тоа е винарската визба Лазар. Производителот досега винарската визба Лазар беше позната само како производител, но од сега ги зголеми и ја збогати својата понуда со сместувачки капацитети како и угостителски услуги. Ни представува задоволство што овозможуваме преку нашиот проект да ги развиеме дестинациите, во овој случај дестинацијата Тиквеш и околината. Значи, не само со зголемување на бројот на туристи, зголемување на нивниот престој во рамките на оваа туристичка дестинација, исто така овозможуваме зголемување пораст и на локалниот економски развој. Инвестициите во туризмот директно влијаат на локалниот и регионалниот развој и конкурентноста. Благодарение на Европската делегација и на Светска банка се инвестираат 18 милиони евра, толку чини целиот проект, со цел да се директно вложи во 10 дестинации во нашата држава, кои што понатаму треба да понудат поатрактивни туристички можности за домашните и за странските туристи. When we talk of tourism in rural areas, agri-tourism, that excellence brings a culture behind it. We talk of a culture of wine, we talk of a culture of food, that I think all this area of the Mediterranean, I come from Italy, shares as an important cultural value. So as World Bank, we are particularly proud to help North Macedonia promote its culture and attract visitors and bring economic growth. I'm very pleased of the partnership that we have with the cabinet of Deputy Prime Minister Saroska, the European Union and local producers to promote the development of tourism in Northern Macedonia.